Агенцијата за стопанисување со стамбен простор на Република Македонија денеска во подрачната единица во Кочани организираше отворен ден со граѓаните на кој беа презентирани можностите за откуп на општествени станови согласно законот кој важи до 31 март годинава. Целта е поблиску да граѓаните имаат можност да дојдат, да пристапат, да се информираат за сите наши тековни активности, како и за сите активности од делокругот на работа на акционерското друштво. Посебно актуелен на овој период, јас еднаш имав прилика на вашиот медиум да се обратам до граѓаните, значи тече рок кој што е предвиден во законот за измена на законот за домување, рокот е 31 март, во кој што рок граѓаните кои што се засегнати односно користат така наречени општествени станови, а досега го немаат остварено законското право во врска со истите станови, имаат можност овој пат трајно да го решат својата состојба и тоа на неколку начини кои што ги објаснив и претходно, а исто така секој поединечно може да пристапи, тоа е целта на овие отворени денови, да пристапи, да му се прикаже, да му се укаже како може најдобро да најде решение. Ние покрај овие отворени денови работиме секојдневно на терен, ги посетуваме сите тие граѓани и им укажуваме за можностите, како и за последиците. Имено би сакал да потенцирам повторно дека непочитувањето на рокот, односно непостапување во овој законски рок, ќе значи дека граѓаните бесправно ги користат становите, пошто ќе следат законски процедури, односно, вака грубо кажано, дури и селување од истите станови, кои што се станови во државна собственост. Трифунов додаде дека во нивната подрачна единица, која ги опфаќа општините Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово, остануваат за откуп вкупно 92 стана, кои ќе треба да бидат трансформирани согласно новите законски прописи. Во Кочани вакви општествени станови моментално има 11. Имаме сознание дека 10 од нив веќе имаат покрената постапка, немаме сознание за уште еден од овие корисници на вакви станови. На територија на подружница Кочани, која што покрива повеќе градови, се вкупно 92 станови. Процесот оди во законскиот рок, ние се надеваме и очекуваме да во дадениот рок 100% сите граѓани пристапат кон Министерството за транспорт и врски и ги остварат своите права. Уште една активност има во овој рок, тоа е за лицата корисници на станови по проектот изградба на станови за лица со ниски приходи. Тоа се 24 стана на улица Роза Петрова, во зградата, во стамбениот објект. Тие исто така, нивните 5-годишни договори се истечени и во овој рок до 31 март имаат можност да поднесат барање за продолжување на договорот за закуп, исто за рок од 5 години, но имаат можност да поднесат барање за закуп и барање за откуп на становите. Овие исто така наши станари се ажурни, веќе повеќе од половината пристапија, очекуваме да во законскиот рок сите тие поднесат, барањата се поднесуваат до акционерското друштво, значи до нас, не до Министерството за транспорт и врски, каде што е формирана комисија која што ќе одлучува по истите и доколку ги исполнуваат условите, тие ќе добијат статус. Доколку не ги исполнуваат, ќе добијат одлука за престанок на правото на користење и доколку не поднесе никој барање, исто така ќе мора да го ослободи станот, пошто ќе следи законска постапка и процедура на други граѓани на кои што ќе им биде потребен стан да остварат право на користење на државен стан. Инаку Агенцијата за стопанисување со стамбен простор на Република Македонија во Кочани ќе гради уште една зграда со 43 солидарни станови, согласно владините мерки за обезбедување кров над глава на социјалните случаи.